Во Србија децата постари од 4 години мора да носат маски. Ова го пишува указот на владата од 15 декември. Родителите на малолетни деца со попреченост или нивен старател се должни да обезбедат децата постари од 4 години да носат заштитна маска на јавни места во затворени простории, како и на отворено каде што не е можно одржување растојание најмалку 2 метра, а носењето маска за деца е задолжително во патниот и железничкиот сообраќај, стои во членот 6 од уредбата. Во последните 24 часа во Србија починаа 49 луѓе како последица од COVID-19, со што вкупниот број на жртви од почетокот на пандемијата досега е 2482. Досега во Србија официјално се потврдени 282.601 заразен. Tako što ćemo se Полскиот министер за здравство Адам Неделски вчера на пресконференција во Варшава изјави дека за време на новогодишната ноќ од 21 часот на 31 декември до 6 часот на 1 јануари во земјата ќе биде воведен полициски час. Од 28 декември до 17 јануари воведуваме национален карантин, додаде министерот Неделски. Во тој период, објасни министерот, нема да работат хотелите, скиелиштата и продавниците, освен оние што продаваат храна. Неделски објасни дека домот ќе може да се напушти само за итни потреби, како што е посета на аптека или поради работни обврски. Директорот на Европската регионална канцеларија на Светска здравствена организација Ханс Клуге, кој во посета на Киев порача дека целосниот карантин во Украина не е најдоброто решение за борба против COVID-19. Како што истакна Клуге, ограничувањата се важни, но поважно е нивното почитување. Владата на Украина претходно најави целосен карантин со цел да го запре ширењето на коронавирусот, што ќе биде во сила од 8 до 24 јануари, а исто така ја продолжи вонредната состојба до 28 февруари. За време на карантинот ќе бидат затворени училиштата, универзитетите, но не и градинките. Ќе бидат затворени сите пазари, забранети се сите масовни собири, како и културни настани.